Почитувани граѓани, денеска антикорупцијскиот тим на СДСМ ја објавува бизнис мрежата на Христијан Мицковски во енергетиката. Погледнете го само овој октопод. На врвот секако е Мицковски. Но ќе започнеме од едно име за кое Мицковски не сака да се зборува. Душан Адамовиќ. Мицковски го назначи за почесен конзул во Србија, а 15 дена бегаше од одговор и од било каква поврзаност со него. Преку Адамовиќ, функционер на СНС, сестринската партија на ВМРО, доаѓаме до офшор компанијата во Кипар, од каде и почна одмотувањето на ова бизнис енергетско клопче. Од офшор структурата на Кипар е компанијата Altaria Research Group, која води до Rudnap Group, енергетски холдинг на српскиот бизнисмен Воин Лазаревиќ. Фокусот е бизнисот со струја, а како што ќе откриеме понатаму и други бизниси поврзани со бизнисот со струја. Врската на владата на Мицковски е директна. Тука Мицковски има уште еден свој човек, министерката Сања Божиновска, која пак се поврзува директно со Rudnap. Било извршен директор во Rudnap Group, а било и управител во Rudnap Доел Скопје. Кругот меѓу бизнис интересите во енергетиката и политичките позиции се заокружува и со поставување на други лица на клучни функции од оваа област. Во Развојната банка Мицковски за директор ја назначи Ефимија Димовска, сопруга на неговиот поранешен партнер во бизнисот со хидроцентралите. За секој бизнис потребна е банка. Во РЕК Битола, најголемиот произведител на струја, директор станува Иван Куковски, близок до семејството Мицковски и поранешен советник на Сања Божиновска. Зошто е важен РЕК? Бидејќи, кога се произведува помалку струја, Македонија купува и увезува скапа струја од надвор. Антикорупцијскиот тим на СДСМ продолжува со откривање на оваа бизнис мрежа. Следуваат нови сегменти за врските со Србија, преку Чешка до Австрија. По Србија се отвара и нова линија. Адамовиќ е партнер со Rudnap, каде собственик е Воин Лазаревиќ. А Rudnap е исто така партнер со Алдахра, компанија која се поврзува со изградбата на проектот Белград на вода. За таков сличен проект Скопје на вода се зборуваше и во Македонија. Но за овој сегмент од мрежата ќе зборуваме и понатаму. Оваа мрежа допрва ќе се одмотува. Дали сега е јасно зошто на ВМРО ОКГ им смета кога ги споменуваме СНС и Вучиќ? Почитувани граѓани, кога ќе видите покачена сметка за струја, само сетете се на оваа мрежа. Кога ќе видите покачени цени, кога Мицковски ќе ви каже дека нема за повисоки плати, дека сте хистерични во барањата за повисока плата, ова е позадината. За Мицковски се е бизнис.